Време е за дневник на К1. Со настаните кои го одбележаа денешниот ден започнуваме веднаш по кратките најави. Гледајте не. Сутринска литургија и солитија свети Николчани му дадоа почит на светецот кој го сметаат за свој заштитник. Расте бројот на заболени од грип во Велес. Општинското основно училиште Тоде Хаджитефов од Кавадарци е првото училиште во Македонија кое има добиено Европска Итвининг награда. Свети Николе денеска го празнува својот патрон. Најнапред сутринска литургија, потоа и солитија. Свети Николчани му одадоа почит на светецот кој го сметаат за свој заштитник. Во првото издание на дневникот директно од Свети Николе ни се јави колешката Катерина Нацева. Во овој дневник пренесуваме дел од излагањето. Најнапред сакам да кажам дека во чест на овој голем празник денес Свети Николе празнува и во чест на одбележување на овој голем празник градот се подготвуваше интензивно подолг период и во рамки на програмата за овој убав ден се подготви програма која се траеше неколку дена. Една од тие беше и свечената академија во чест на празникот на градот, односно нашиот патрон Свети Никола, и на која што помеѓу другото беа доделени повеќе плакети на заслужни граѓани, организации. Ние, односно фолклорниот ансамбл Јанко Глигоров, кој што работи во состав на Домот на културата, е еден од добитниците на плакета и навистина е задоволство да се биде еден од добитниците на оваа заслужено признание. Фолклорниот ансамбл Јанко Глигоров постои и работи веќе 42 години. Тој со право можеме да кажеме е амбасадор на културата на нашиот град, затоа што веќе долги години ја негува традицијата и е препознатлив со својата автентичност, не само во негување на изворното, по негување на изворната, по својата носија, по своите обичаи, и затоа можам да кажам навистина ова признание е заслужено и навистина многу ни е драго. И од име на сите членови на фолклорниот ансамбл се заблагодарувам на Советот на општината, на градоначалникот за ова признание кој што одлучија да го доделат токму на овој фолклорен, на нашиот фолклорен ансамбл. Честитки од нас и ви благодарам што еве денеска сте овде да го поделите задоволството и празникот да го честитаме на граѓаните. Ние остануваме и понатаму, ви благодарам уште еднаш. Студио, овде предлагам да ја погледнеме и изјавата на градоначалникот кој што од своје лично име им го честиташе празникот, но и она што за него представува овој празник и овој ден. Предлагам да ја погледнеме изјавата. Ќе ме среќна славата на сите во Република Македонија кои што ја празнуваат Свети Никола. Што значи? Многу. Свети Никола е нашиот светител, нашиот заштитник, нашиот патрон, тој што ни дава здравје, среќа, љубов, кој што не бодри, во кој што веруваме заедно со нашиот Бог Исус Христос. Денеска, кој што можете да видите, прекрасна празнична атмосфера. Денеска луѓето се весели, денеска луѓето се на градскиот плоштад, ќе има богата забава, богата славска трпеза и сето она што доликува на прославување на еден голем христијански празник. Свети Никола бил светец кој што дарувал, кој што поклонувал. Во тој контекст и во тој дух ние по стапките на Свети Никола секоја година за празникот Свети Никола доделуваме социјални пакети на социјално ранливите категории. Даваме на сите оние кои што се користат се на социјална помош и постојана парична помош. Подготвуваме славски ручек овде на градскиот площад, богата трпеза, подготвуваме пијалоци, богата музика. Едноставно додадеме должна почит на нашиот светител. Меѓутоа најважното е што одиме на утринска литургија, правиме свечена литија од црквата, од центарот на градот, да го дадеме оној духовен аспект на самиот празник, бидејќи ништо не е позначено човек духовно да се исполни и да се посвети на Бога, да се посвети на празнувањето. Токму во тој контекст го гледам и денешниот празник. Сите овие луѓе
кои се додени овде се додени да се зближат, да се здружат, да споделат љубов, да вкусот од славската трпеза, меѓутоа и да го почувствуваат Свети Никола. За светиниколчани ова е ден кога сите заедно се сплотуваат и сите заедно на едно место го прославуваат еден од најзначајните денови за посветен токму на градот Свети Никола. Од името на сите светиниколчани, од името на оние кои што секогаш се овде близко до Бога, порака испрати Олгица. Предлагам овде да ја слушнеме незината порака. Ми е многу мило, наопшто на овој убав ден можам да ве поздравам од името на сите светиниколчани кои сме горди што го носим името на овој голем светец, патронот на нашиот град. Инаку ова е за целиот град голем празник и ние навистина уживаме и ве посакуваме на вас на сите во вашите семејства смирение, трпение и како што рекол самиот светец да ви даде Господ здравје, среќа, а тој ќе ве штити каде и да сте секогаш, само верувајте во него бидејќи тој е голем и секогаш ќе биде со вас и со вашите најмили. Градежните активности продолжуваат во Велес. Градоначалникот Славчо Чадиев вели дека по завршувањето на работните активности на 7 улици во градот, каде веќе се изведува промена на старите салонитни цевки со нови полиетиленски, градежните работи ќе продолжат на улицата Игманска по барање на жителите. Жителите од улицата Игманска во Велес најактивни во своите барања до локалната самуправа. Токму затоа градоначалникот Славчо Чадиев вели дека по завршувањето на работните активности на 7 улици во градот, каде веќе се изведува промена на старите салонитни цевки со нови полиетиленски, градежните работи ќе продолжат на улицата Игманска. По барање на пред се на жителите со оглед дека е и време во поладно, бара да ја продолжиме оваа голема акција во текот на првите пролетни месеци, конкретно ова е барање жителите на Игманска, која е и најдолга улица во целокупниот овој опфат. Во изминатиот период промена на водоводните цевки се вршеше и на голем број други улици во градот. Чадиев вели дека по завршувањето со приклучоците ќе се пристапи кон реконструкција и на самите улици. Проектот за замена на водоводната мрежа е финансиран од Европската инвестициона банка во соработка со јавното комунално претпријатие Дервен. $33 милиони евра ќе чини новата програма за рурален развој. Со помош на оваа програма, земјоделството секоја година ќе ја зголемува конкурентноста во производството и ќе го подобрува животот во руралните средини. Деталите ги има Ања Василева. Објавена е новата програма за рурален развој во износ од 33 милиони евра. Земјоделството со помош на оваа програма секоја година ја зголемува конкурентноста во производството и го подобрува животот во руралните средини. Подигнување на нови лозови и овошни насади, набавка на добиток, механизација, системи за наводнување и подршка на младите земјоделци се мерките кои идната година ќе се кофинансираат преку програмата за рурален развој. Покрај зголемувањето на конкурентноста на земјоделските стопанства се обезбедува и финансиска помош за изградба на нови локални патишта, водоводи и инфраструктурата во руралните подрачја. Преку оваа програма ќе се субвенционираат и 50% од банкарските камати за земјоделските кредити. Програмата е правена според потребите на земјоделците во соработка со нивните здруженија и во неа ќе влезат нови проекти или проекти кои се во тек на реализација. Расте бројот на заболени од грип во Велес. Минатата недела евидентирани се 63 ново заболени лица. Лекарите препорачуваат во овој период да се консумираат повеќе топли напитоци и да се проветруваат просториите во кои се престојува. Институтот за јавно здравје потврди дека Македонија официјално е во сезоната на грип. Бројот на заболени расте како на државно, така и на локално ниво. Првичните информации се дека минатата недела во Велес евидентирани се 63 ново заболени. Епидемиологот доктор Билјана Трајкова вели дека оваа бројка ниту далеко не отсликува реалната состојба во Велес. Имаме исто така примено информации од училиштата дека имаат голем број на отсутни деца, кои што исто така се отсутни поради тоа што имаат клиничка слика на грип,
така да бројот на заболените лица моментално во Велес сигурно е далеку поголем од оној број кој што во моментов го имаме пријавено. Автоматски сакам со тоа да апелирам до сите матични лекари и до брзата помош, и до педијатрите, и до инфективното одделение, и до сите, многу ажурно, значи и доследно да го пријавуваат бројот на заболени лица од грип, како би приближно го добиле вистинскиот број на заболени лица моментално во Велес. На ефикасна заштита од сезонскиот грип е вакцината. 1100 дози колку што на располагање ги имаше Заводот за здравствена заштита веќе се потрошени. Но доктор Трајкова вели дека наглото заладување на времето е причина за експанзија на болеста. 1100 дози не е ништо према огромниот број на други лица кои што многу лесно се заразуваат сега во овој, да речам, студен период кога повеќе се седи во затворени простори, така да затоа е многу големо брзо ширењето во колективите, во училиштата, во градинките, секаде кај што има колективи многу брзо се шири вирусот на грип, затоа што знаеме како тој се пренесува со кашлање, со кивање, тоа е многу лесен начин на капков начин на пренесување и затоа добиваме наеднаш бомбастично зголемен број на лица кои што заболуваат од грип. Доктор Трајкова апелира велешани да ги применуваат препораките и да конзумираат топли напитоци, повеќе природни сокови, како и преветрување на просториите во кои што престојуваат. Минатата сезона најмногу заболени од грип евидентирани се во месец февруари. Тогаш лекарска помош побарале 1460 велешани. Општинското основно училиште Тоде Хаџитиефов од Кавадарци е првото училиште во Македонија кое има добиено Европска ИТвининг награда. Станува збор за ИТвининг платформа за соработка со наставници од сите европски држави на заеднички проекти, а е под поткровителство на Националната агенција за европско образование и мобилност. Училиштето Тоде Хаџитиефов од Кавадарци е првото училиште во Македонија кое има добиено Европска ИТвининг награда. Станува збор за ИТвининг платформа за соработка со наставници од сите европски држави на заеднички проекти, а е под покровителство на Националната агенција за европско образование и мобилност. Учеството во оваа платформа носи голем број награди и признанија за училиштето Тоде Хаџитиефов, на што особено горд за ваквите успеси е првиот човек, односно директорот Никола Нешковски. Како училиште од 2012 година сме активно вклучени, каде нашата наставничка Елизабета Филипова го води овој проект заедно со останатите наставници. Во делот на овој проект најмногу се вклучени учениците. Значи учениците го вода проектот, наставничката Елизабета Филипова заедно со останатите наставници се еден вид координација на се она што се работи на овој проект. Поточно, овој проект значи електронско збратимување на училишта низ Европа, што значи во овој проект се вклучени многу европски училишта. Проектот ИТвининг е започнат од 2005 година, а училиштето е вклучено од 2012. Една од позначајните награди за ова училиште беше наградата Марија Склодовска-Кири за проектот Млади научници на годинишната ИТвининг конференција која се одржа во месец октомври во Атина. Ние сме во Кавадарци едино училиште што работиме на овој проект. 4 години поред добиваме високи признанија и награди за ваквите проекти што ги водиме преку електронското збратимување на училиштата ширум Европа. Имаме нашето училиште исто е изложено со овие проекти на веб страната на ИТвининг проектот. Кога спомнуваме повеќе награди, значи ние имаме и награда во Атина за ИТвининг проектите, значи тоа беше ИТвининг конференција на ниво на Европа. Ние таму добивме големо признание за проектот Марија Кири Склодовска.
Училиштето Тоде Хаџитефов, бидејќи активно учествува во изработка на e-twinning проекти, има добиено многу награди и признанија во Македонија и Европа. Неодамна беше домакин на e-twinning мини конференција организирана од страна на Националната агенција за европско образование и мобилност. На конференцијата беше присутна и раководителката на оделението e-twinning Мила Протугер. Директорот Нешковски препорача во овој проект да се вклучат сите училишта со цел размена на искуства и знаења, каде што главната улога ја имаат самите ученици. Му препорачувам сите да се уклуча. Значи, целта е учениците да се запозна помеѓу себе во останатите училишта во Европа, да размена мислења, искуства, како ученици, така наставници, да се види она што се работи како наставен час со одредени теми. Значи, ова e-twinning проект не е ограничен, значи секој наставник може да работи на овој проект со часеви кои се поврзани со неговиот предмет. Големиот број награди и признанија за ова училиште значат дека работата на наставничката Елизабета Филипова, која е e-twinning амбасадор во Република Македонија, нејзините ученици и училиштето во кое што работат е препознаена и наградена со највисоко европско ниво. Синоќа истече рокот за поднесување тужби до Управниот суд за одлуките на Државната изборна комисија по приговорите поднесени од партиите за гласањето и сумирањето на резултатите од предвремените парламентарни избори на 11 декември. Царинската управа на Република Македонија во текот на изминатата недела откри една царинска измама, заплени девизи, автоделови и цигари. Вести од Македонија. Синоќа истече рокот за поднесување тужби до Управниот суд за одлуките на Државната изборна комисија. ВМРО-ДПМНЕ синоќа поднесе тужба до Управниот суд на Република Македонија против решението на Државната изборна комисија, со кое се уважи приговорот на Движењето Беса и се поништија изборните резултати на гласачкото место во општина Гостивар, изборна единица 6. Со тужбата му кажавме и на судот дека во постапката за заштита на избирачкото право во досегашната пракса имало вакви случаи кога по приговор на избира за заштита на личното избирачко право по интервенција на Државната изборна комисија на таквите избирачи им било овозможено да го остварат своето право на глас во текот на денот определен за гласање. Ова толкување наоѓа и примена и е востановено во судската пракса на Управниот суд, кој има одлучено дека доколку правниот лек од член 149 од изборниот законник не бил искористен, како што е тоа случај во овој конкретен случај, подносителот на приговорот не може да бара поништување на гласањето на целото избирачко место, ниту пак да ги оспорува резултатите на избирачкото место. СДСМ соопшти дека поднел 4 тужби до Управниот суд кои се однесуваат на гласањето во избирачки места во изборната единица 6. Движењето Беса објави дека нема да поднесе тужби до Управниот суд на одлуките на ДИК да отфрли 7 од 8 нивни приговори за изборниот процес. ДИК прифати само еден приговор од Беса и поништи гласање на едно избирачко место во Гостивар, а ги отфрли 6 приговори поднесени од коалицијата предводена од СДСМ. Судот има рок од 48 часа по примањето на тужбите да одлучува по нив. Одлуката треба во рок од 24 часа да ја објави на својата веб страница. По тужбите Управниот суд одлучува во собет од 5 судии, избрани по пат на жребка, на јавна седница за која ја информира јавноста и овластените представници, по чии тужби се одлучува. Објавените одлуки на веб страната на ДИК, како што е наведено во роковникот на комисијата, ќе го содржат и начинот на гласање на секој судија поединечно. Седницата на ДИК за приговорите траеше 3 дена, со што беа пробиени роковите предвидени во роковникот за изборите. Според тоа се пролонгира и рокот за конечните резултати. Тоа ќе се случи откако ќе бидат познати одлуките на Управниот суд и доколку нема прегласување на некој избирачко место. Доколку има прегласување, тоа треба да се одржи на 25 декември. Во
Во текот на минатата недела, царинските службеници открија една царинска измама и повеќе обиди за криумчарење разна стока, при што привремено се задржани готови пари, делови за товарни возила, регистарска табличка и сообраќајни дозволи, цигари и рибарски мрежи. 12.000 евра се откриени при личен претрес на грчки државјанин, кој патувајќи со грчки автобус во придружба на својата сопруга, се пријавил за излез од државата на граничниот премин Богородица. 22 штеки цигари со македонски акцизни маркички откриени се при контрола на македонски автобус управуван од македонски државјанин, пријавен за излез од државата на граничниот премин Табановце. 6 воздушни парничења и 6 амортизери за товарни возила се откриени при контрола на празен бугарски камион, управуван од македонски државјанин, пријавен за влез во државата на граничниот премин Девебајр. Бугарска регистарска табличка и сообраќајни дозволи откриени се при контрола на бугарски автомобил управуван од македонски државјанин, пријавен за излез од државата на граничниот премин Дилчево. 6 рибарски мрежи, половина килограм пластични тапи за рибарски мрежи и 4 макари конец за рибарски мрежи. Откриени се при контрола на македонски автомобил, управуван од македонски државјанин, пријавен за влез во државата на граничниот премин Свети Наум. Во царинска испостава Гевгелија е откриен обид за избегнување на плаќање увозни давачки со погрешно тарифирање на стоката. Земјотрес со интензитет од 4,2 степени според Рихтеровата скала е регистриран утрово во околината на градот Фиер во Јужна Албанија. Епицентарот на потресот е лоциран на 9 километри од градот Фиер на длабочина од 2 километри. Останатите вести од светот во продолжение. Околу 20 автобуси со луѓе се евакуирани од Алепо, кои пристигнале рано утринава во западниот дел на градот, изјави Ахмат Елдбис, кој е шеф на единицата за лекари и волонтери и кој ја координира евакуацијата. Тој соопшти дека дошле помеѓу 1200 и 1300 лица, а меѓу нив има и жени и деца. Истовремено, околу 500 лица се евакуирани од градовите Фуа и Кефрај. Вчера е прекината операцијата за евакуација од овие две места во момент кога вооружени припадници на екстремистичкото движење нападнаа околу 20 автобуси, кои се подготвуваат да го евакуираат населението. 6 автобуси завршија запалени. Најмалку 32 лица се повредени денеска при принудно слетување на авион на военото воздухопловство на Русија во Руската автономна република Јакутија. Руското министерство за одбрана соопшти дека авионот од типот Ил-18 принудно слетал на 30 километри од местото Тикси во Јакутија. Во авионот имало 32 патника и 7 членови на екипажот. Поголемиот број од патниците биле воени офицери. Авионот полетел од Канск во источниот дел на Сибир, на околу 2300 километри југозападно од Тикси. Според првичните резултати од истрагата, причина за несреќата била грешка на пилотот. Имено според истражителите, пилотот направил погрешна проценка за височината во ноќни услови и при студеното време, поради што авионот морал принудно да слета. Од Министерството за одбрана информираат дека нема загинати. Денеска имаме сончево и ведро време со максимална температура до 9 степен. Утре имаме стабилно и суво време. Деталите во продолжение.
Со оваа информација го завршуваме дневникот. Пријетно!